Ја слушате најновата епизода на подкастот Истиниот збор. Во оваа епизода, гости ќе ни бидат координаторите на научно-истражувачките конференции на УКИМ, организирани од Комисијата за наука при Универзитетското студентско собрание и факултетските студентски собранија. Здраво на сите, добре во првата епизода после паузата на подкастот Истиниот збор. Моето име е Ѓорги, а со мене денеска, како и секогаш, се моите драги колеги од Правниот факултет, Димитар Тромбевски Тромбе, директно од Битола, и нашиот Джеймс Бонд од Штип, Никола Донев Донев. Како сме, колеги, и што има ново? Одлично, супер. Никола, Искрено одлично, и покрај тоа што времето е за никаде, мразам лето, за тие што не знаат, така што треба да се преживее некако. Прв се, Никола, да знаеш. Добро, не би бил Никола ако не мрази лето, реално. Така. Како што најавивме минатата епизода, тоест мини епизода, гости ќе ни бидат, тоест ќе збориме за научно-истражувачките конференции на УКИМ, организирани од Универзитетското студентско собрание. Па така, за почеток ќе имаме Ангела Најдовска, која сега е со нас, веќе по втор пат. Како си, Ангела? Одлично. Јас многу сум во шок што никој мрази лето, ама еве, ајде да се зачудиме денеска. I thought it was pretty obvious. I'm okay. Не. Океј, сега ти Ангелот имаме повторно овде. Така што може би прашањето очигледно како што се приближува месецот за научните конференции би било како се чувствуваш моментално за конференциите, како оди процесот и што очекуваш? Искрено анксиозно, зашто не се наоѓаме во некоја си обична состојба, па да речеме дека сигурно ќе се случат и ќе биде се кој што треба, него уште стоиме на платформата дали ќе бидат онлайн или ќе бидат со физичко присуство ради целата ситуација. Инаку имам големи очекувања за сите 6 конференции, мислам дека ќе бидат добри, со фактот дека сите координатори совршено ја работат својата работа, така што не мислам дека ќе имаме некои си дополнителни пречки, само останува нели да се пријават студентите и наше да организираме. Од организацијски аспект верувам дека ќе биде секој што треба. Да. Ова е многу интересна работа се конференција. Ме интересира како дојдовте до идејата да има конференција од ваков тип на УКИМ? Значи, вака, не е дека е нова идеја за студентски конференции, не е дека измислуваме топла вода. Кај нас на ФЕИТ има студентска конференција, веќе 8 години, СКЕОР, ќе зборува Маријела повеќе за конференцијата. Кој што напоменам се држи 8 години, јас имав чест и задоволство да организирам една година, мислам да бидам председател на организациониот одбор, а изминатите 4, тоест 3 години да бидам во организација на самата конференција. Па така откако дипломирав и откако ја наследив комисијава за наука, решив дека е добро искуство за сите студенти да имаат студентска конференција со нивните сродни науки. Впрочем, и тоа е иновацијата во овие студентски конференции кои што ги организираме, а тоа е дека правиме спој на неколку науки и неколку факултети заедно. И убавото е тоа што за прв пат факултетски студентски собранија, односно студенти од различни факултети кои што не се ни познаваат меѓу себе, организираат нешто за студенти, нивни колеги, што е уште поубаво од аспект на конференциите, на страна од тоа што се добива нели научно-истражувачка работа од студенти, убавото е тоа што се сплотуваме ние самите. Може и повеќе во долготраен аспект, кон што цели Комисијата за наука на долго рок со конференциите и со останатите проекти? Гледано од аспект на конференциите, значи вака, ова е прва година и сосема е нормално студентите да не се
толку информирани всушност што значи студентска конференција и како може да се учествува, пишувањето на труд и така натаму. Но on the long run сакаме ова да остане и да прерасне во традиција, затоа што сметаме дека е еден убав начин студентите да се активираат, да истражуваат, да пишуваат, да прават нешто на страна од само учењето на одредени предмети, туку нешто што нив ги интересира, да имаат платформа да се изразат. Така што мислам дека главната цел е студентите да преминат од оние пасивни студенти во активни, да истражуваат повеќе во својата област и им даваме одредена платформа каде што може да творат. Така што тоа е целта на конференциите. Значи јас затоа што сум учествувала на студентска конференција, мојот прв труд не беше ништо вау. Значи сега го читав пред некој ден и бев изненадена колку е лошо напишан. Ама е прв и ми е драг и е на студентска конференција. Па тоа е целта, значи да се учат да пишуваат преку оваа конференција, да учат да презентираат и се она што ги прави да се надпросечни од обичните луѓе што, не знам, само дипломирале, него едноставно да се издигнеме на повисоко ниво, истражувачката дејност да ја качиме на повисоко ниво. И со тоа и живот, и студентскиот живот се развива повеќе, значи ние кога сме организирале конференцијата, одборот кој што сме биле, сме станале мини фамилија. Значи цело време си заедно со тие луѓе организираш нешто, меѓу колегијалноста се развива меѓу студентите со вакви настани. Така што тоа ни е целта. Да, пред да продолжиме за интервјуата со координаторите на сите 6 конференции, последно прашање ја би те прашал како е, ти си сега главен координатор, како е во ова време во кое што сме, кај што ништо воопшто не се знае, дали е потешко, полошо, како се справуваш со сите предизвици во моментов, како некој што ги координира сите 6 конференции? Први не ги координирам сите 6. Скиор е посамостојна, мислам самостојна затоа што веќе 8 година и тој одбор е веќе преразработен и Мариела повеќе ќе ви каже за тоа. Впрочем, и целото моје искуство за правење на вакви работи го должам на таа конференција и на ФЕЙТ и на сите професори кои што помагале во врска со тоа, без разлика дали ми предавале или не. Така што е на голема фала до нив, затоа што мислам дека немаше да можам да го водам ова како што го водам ако го немав искуството од нив. Тешко е искрено да бидам, затоа што немаме состаноци во живо, имаме се онлайн, многу различно кога губиме допирот едноставно. Има координатори кои што јас ги немам запознаено физички, ги знам само вака на Zoom, што искрено мене ми е многу жал и се надевам дека ќе може да ги организираме со физичко присуство, затоа што многу е поразлично кога сме заедно, кога сме сплотени сите и кога веќе се знаеме и други однос веќе некако. Така што да, предизвиков е огромен. Презадоволна сум што има луѓе како не само координаторите, туку и целите одбори, што се совршени според мене за целава ситуација. Совршено се сноѓаме, стварно се многу добри. Од аспект на работелниците кои што ќе следат, тоа е нешто што не мислам по мали настани се, не се како конференциите, тоа е нешто што сега пробуваме да го уходиме, затоа што гледаме дека може да си има малце физички контакт со сите препораки или секако. Така што да, ни огромен е предизвиков, мислам дека ќе истуркаме кој што треба и дека целата програма ќе биде реализирана. Впрочем, и знам дека целата ќе биде реализирана. Ама ова е благодарение на луѓето кои што работат со мене, јас сум само мал дел од ова, само како координатор сум ги насочувам. А си останате на нивна желба да успеува. Да, па ти благодариме повторно за гостувањето ова втор пат. Се надеваме дека и после конференциите ќе најдеме некоја причина за да те викнеме на подкаст и да ти посакаме само успешно одржување на конференциите, без разлика дали ќе бидат во живо или онлайн. И ние сега епизодата ќе ја продолжиме со интервју со две од координаторките на конференциите,
кои што следуваат во следниот период, а тоа се конференцијата МИТ, која е научна студентска конференција на Филозофскиот факултет и Педагошкиот факултет, и НИСКЕП, научно-истражувачката конференција на Економски и Правен факултет. Фала, дечки, што ми имавте по втор пат. Ова епизода е спонзорирана од Артизам МК. Артизам е онлайн продавница за музички мајци, чаши, постери и многу други производи. Артизам може да го пронајдете на Инстаграм под името artizam.mk, па така, доколку сакате да носите мајца од вашиот омилен бенд или да пиете кафе во чаша со дизајнот, музиката која да слушате, Артизам е местото каде што треба да се обратите. Check them out. Дојдовте назад во новата епизода на подкастот Јустинијан збори. Со нас сега се координаторките на двете од 6 конференции на УКИМ, Наталија Димовска од МИТ, тоест научно-студентската конференција на Филозофскиот и Педагошкиот факултет, и Лика Костова, координаторка на научно-истражувачката конференција на Економски и Правен факултет. Добро дојдовте. Добро ве најдовме и најпрвен да ви се заблагодариме за поканата. Навистина ни е чест што ќе учествуваме на вашиот подкаст и да ги информираме малку повеќе студентите за тоа што се случува во позадина. Благодарам и од мое име и од името на цела организација на МИТ. Сега губава идејата и ви благодарам още еднаш. Во преходното интервју зборевме со Ангела исто така за конференциите. Па така мислам добро што ви има и вас како координатор да видиме индивидуално како се одвива работата во различните одбори на конференциите. Така што би почел прво со НИСКЕ, под причина што јас сум во тој одбор, малце biased, ама still. Така што би ја прашал Лика, прашањата ќе поставам, нели, индивидуално ќе одеме НИСКЕП, МИТ и така. Ќе се договориме. Првично би ја прашал Лика која е целта на конференцијата и малку да ни каже истовремено и за кратенката. Так, благодарам Никола. Навистина првен да кажам, таа е наша мала една тајна која можеби малку студенти ја знаат, но мене ми е чест што си ти дел од нашиот тим координатори на конференцијата. Како што веќе спомна, цел на нашата конференција е да поттикнеме студентите малку да излезат надвор од факултетот, но сепак во склоп на факултетот. Да започнат истражувачка работа која понатаму може да придонесе за општеството, за самите студенти и мислам дека со работата на овие конференции, со учеството на студентите во овие конференции, првин ќе придонесат за сопственото CV, збогатување на сопственото CV, а потоа можеби и пошироко, може таа тема можеби ќе допре до некого подалеку, што е нашата цел. Добро, бидејќи нели сите конференции некако се имат од оние кратенки што некои се изговараат, некои помалку, некои повеќе, така што која е кратенката на НИСКЕ? Нашата кратенка значи научно-истражувачка студентска конференција на Економски и Правен факултет, организирана од страна на факултетските студентски собрања при двата факултети, нели? Мислам дека благодарна сум за искажаната доверба од страна на председателот на УСС, на Ангела и на нашиот председател од Економскиот факултет, што ми ја дадоа таа чест да бидам координатор на една ваква конференција. Супер. Наталија, ти ни доаѓаш од одборот НИСКЕП, што е нели на Филозофскиот и на Педагошкиот факултет. Нормално Филозофскиот факултет се добри комши со Правен. Така што би те прашал и тебе која е целта на конференцијата и малку повеќе да ни кажеш за кратенката МИТ, бидејќи кога што разбрав, таа е малку посебно од останатите конференции. Така, да, ти благодарам за воведот. Значи, целта на конференцијата кај нас е уствари објасната и во самото име на конференцијата.
Акронимите MIT ги означува 4 поими од старогрчко потекло кои служат како патоказ на човековата поетика, односно човековото творење. А сега во Аристотеловата метафизика наидуваме на една схема на творењето, односно патот од каде доаѓаат сите умствени дела. Луѓето по природа нели имаат стремеж кон знаење и знак за ова е залюбеноста во сетилностите, најмногу кон визуелната сетилност преку која настанува памтењето, односно мнеме. Почнувајќи од памтењето мнеме, кое води до искуство емпирија, човековата мисла се здобива со знаење епистеме, кое што знаење се става на исто рамниште со вештината техне. Односно мит или неме, емпирија, епистеме и техне. Нели малку филозофски ова разглобено. А сега исто така името мит нели соодветствува на глаголот to meet во англискиот јазик, што значи нели средба, да се сретнеш со некого. Тоа е нашата цел на научните конференции, нели да се соберат на едно место различни научни истражувања на студентите, односно сите некако да се склопиме во едно. Јас сум фасциниран од ова. До следните конференции to shame за името. Ти благодарам. Да, јас само би додал дека малце од ова објаснување имам приметено на Инстаграм, пошто нон-стоп сте активни на Инстаграм и има добри, интересни работи кои што може да се прочитаат, така што како и за МИТ, така и за Мискеп, и за сите конференции, сите оние што не слушаат сега, паузирајте видеото или подкастот, идете, следете ги на Инстаграм, за уште повеќе информации и интересни работи. Ја би ме прашал, бидејќи конференциите не се само еден факултет, туку се два факултети, како е за вас да ги координирате конференција која што не го засега само од вашиот факултет, туку имате соработка со колеги од област за кои не сте толку, тоест за кои не студирате? Така, Наталија, може ли јас да... Да, особено. Фала ти. Навистина беше предизвик за нас, особено за мене, во ваква ситуација во каква што се наоѓаме, да се искоординира позадински целата работа, на секој студент да се помогне, на сите прашања да се одговори, на сите предизвици, и сметам дека ја достигнавме таа цел благодарение на тимот кој навистина сум горда, ајде да кажеме, затоа што се дадоа се од себе и верувам дека сите, бидејќи сакаме да успее оваа конференција, сакаме малку да излеземе надвор од студентските клупи и да покажеме дека не сме само студенти, дека не знаеме само да учиме и да полагаме испити, туку имаме и малку поширок видик за цело време траење на студиите. Така, значи да се надоврзам, првично јас не сум координатор, јас сум одговорна за логистика и во овој момент би сакала многу да се заблагодарам на Бури Мехмеди, координаторот на нашата конференција, поради тоа што знаете дека Филозофски факултет има 12 различни институти и 3 студиски програми. Плюс имаме вклучено и 3 институти од Педагошкиот факултет, кои што навистина требаше голема храброст да се спојат, да кажеме, за така во една научна конференција и беше доста захтевно во секој случај, меѓутоа мислам дека најдовме начин на кој што ќе може сите да си го искажат своето мислење од сопствен аспект, односно од институтот од кој што си доаѓаат. При тоа да не дојде ни до никаква конфузија или до некакви проблеми при самата. Мислам дека тоа беше еден од најголемите проблеми кои што успеавме да го решиме и сум прилично горда за тоа. Да, како и што споменавте и двете, овие се студентски конференции. Па со тоа би сакала да прашам и двете, кои се критериумите за учество на овие конференции? Можеме почнеме со Лика. Так, критериумите за учество на овие конференции се прилично јасни и едноставни, со тоа што право на учество имаат сите студенти од сите универзитети, независно дали се приватни или државни, независно од кој циклус се. Навистина сме отворени за секој студент и сметам дека со учеството на овие конференции, како што претходно кажав,
првенствено ќе го збогатат своето академско CV, а тоа CV што понатаму ќе им помогне многу повеќе за да се насочат вистински за таа работа што сака да работат. Кај нас учество може да земат сите студенти од прв и втор циклус на студии, со тоа што студентите од прв циклус на студии мора да се под раководство на ментор. Со ова сметавме дека на овој начин нивните излагања ќе добијат поголема тежина и дека ќе одговарат соодветно на задачата. Сепак, тука, како што спомнав, имаме доста институти, имаме доста разновидности, на некој начин, навистина, прв циклус знае да биде доста па да речеме сложен за некој и сметавме дека добро е да биде под раководство на ментор. Така, да се надоврзам само уште нешто на Наталија. Наталија, ти благодарам. Исто така, истите правила важат и за кај нас, со тоа што на прв циклус студии студентот може да го работи својот научен труд со уште еден коавтор и плюс со менторство од страна на професор. Додека пак студентите од втори и трет циклус се по сопствена желба може да изберат коавторство со некој од професорите или пак сами да го изработат научниот труд. Да. Се разбира за конференциите од страна на студентите би требало да се запазат некои рокови. Со тоа кажано, кој е рокот за поднесување на апстрактите, трудовите и аплицирање за учество во самата конференција и на крај кога ќе се одржи истата? Так, рокот за поднесување на апстракти го продолживме пред известно време до 15 август, а испраќањето на целокупниот научен труд готов го продолживме до 15 септември. Нашата конференција сакаме да се одржи и сметаме дека е окей да се одржи на 20 до 22 октомври, независно од тоа дали ќе биде со физичко присуство или на некоја од електронските платформи. Да, исто можам да се надоврзам за рокот на испраќање на апстрактот ќе биде до 15 август, или по прифаќањето 30 дена треба да го испратат нивниот труд. Нашата конференција се одржува, тоест ќе се одржи на 14, 15 и 16 октомври во големиот амфитеатар на Филозофскиот факултет. Сега секој кој што е заинтересиран може да не побара на Facebook или на Instagram страницата како Meet Conference. Таму има доста информации кои што може да се најдат во однос на темата и на самата конференција, што до нас се потрудивме максимално да објасниме зашто се работи. Мислам дека има доволно информации за секој кој што барем го интересира нешто од нашата конференција. Да, мислам дека за крај можам да чисто едно прашање, дали очекувате ваквите конференции со ваквата соработка на факултети да продолжи во иднина и како би сакале таа да продолжи? Вака, сметам дека наша цел е, како тим координатори на 6-та конференција, ова да прерасне во една традиција каде што ќе се надоградуваат конференциите од претходната направена конференција, да се согледа каде биле тие условно кажано мали грешки, ненамерни грешки, каде што може да се направи нешто повеќе, да се достигне нешто повеќе, да се допре до поширок аудиториум. И сметам дека, кажав и претходно, како цел на оваа конференција е да допреме до студентите, да покажеме дека ние можеме малку повеќе од студентските клупи, малку подалеку да отидеме од студентските клупи и сметам дека имаме навистина извонредни капацитети од студенти кои може да се покажат и да се докажат за време на студиите. Да бидем искрена, ние како МИД имаме доста големо очекување од конференцијата, ради тоа што се вложивме многу, ради тоа што посветивме многу внимание и сметаме дека доколку ни се оствари се она што сме го смислиле, нема да има пречка зашто повторно не би направиле конференцијата. Секако, како што спомналика, мора да се учи од грешките, нели првично мора нештото да се оствари за да видиме кај што сме ги сгрешиле или што функционирало. Меѓутоа, зошто да не? Може би ќе ги отвориме и вратите нели на балканско или интернационално ниво.
доколку се е кој што треба и пак ќе се навратам на тоа дека нашата конференција се вклучени доста различни институти, она што би сакале да го видиме како секој од свој аспект ќе ни го прикаже, она што сме го поставиле во фокус, односно од свој аспект ќе ни даде да речеме една гледна точка и ќе ни го прикаже влијанието на природните непогоди, епидемиите врз науката, кој што ние нели и темата на самата конференција. Ви благодариме многу за гостувањето. Сега преку овој подкаст ги повикуваме сите заинтересирани да ги испочитуваат роковите и да се пријават, да учествуваат на конференциите. Па после конференциите повторно да ве имаме, да ни кажувате како сте се поминале. Знам дека Никола ќе збори многу за тоа секако, ама еве и вас две да дојдете повторно да позборуваме за како завршиле конференциите и ви посакуваме успех, без разлика дали ќе се одржат физички, дали онлайн, било како, ви посакуваме успех. А сега следува интервју со координаторите од студентската конференција за глобални климатски промени и студентската конференција за енергетска ефикасност и одржлив развој на ФЕЙД, така што останете со нас, имаме уште 2 интервјуа. Дојдовте назад во новата епизода на подкастот Истинен збори. После интервјуата со Наталија, Лика и Ангела ги имаме Маријела Крековска и Јане Влахов од студентските конференции. Маријела е председателка на студентската конференција за енергетска ефикасност и одржлив развој на ФЕЙД, а Јане е координатор на студентската конференција за глобални климатски промени. Добро дојдовте. Добро ве најдовме. Мило ми што се овде и двајцата, па така би почнал веднаш со прашањето која е целта на конференцијата, нели на двете конференции СКЕОР и СКГП и малку да ни кажете околу вашата кратника, односно што значи истата. Името СКЕОР означува студентска конференција за енергетска ефикасност и одржлив развој, па главна цел е и промоција на идејата за енергетската ефикасност и одржливиот развој, како и размена на нови идеи и искуства меѓу студентите, различни реномирани професори од земјата и од странство, како и представници на компании кои што работат во сферите кои што ги истражува нашата конференција. Постигнувањето на целите на конференцијата се надеваат да резултираат со подигнување на свеста за потребата од искористувањето на обновливите извори за енергија, како и енергетската ефикасност и одржливиот развој. Меѓутоа и ќе успееме да ги прошириме знаењата на студентите како идни граѓани кои што би имале водечка улога во действувањето во овие области. СКГКП представува студентска конференција за глобални климатски промени. Значи, наша главна цел на конференцијата е да ја подигнеме свеста за климатските промени кај луѓето, а особено кај студентите, кои како идни ветеринарни доктори, земјоделски и шумарски инженери ќе треба да изнајдат решенија за многобројните моментални проблеми со кои што се соочува модерниот свет. Но исто така како цел на конференцијата ние и да ги вклучиме сите студенти во истражувачката дејност, која ќе им биде од многу голема корист за нивната понатамошна кариера. Може би само како појаснување, дали може да кажете кои факултети спаѓаат под овие конференции? Мислам, СКЕОР, да. Значи, како во организационен одбор сме моментално факултет за ветеринарна медицина во Скопје, земјоделски и шумарски факултет. Од секој факултет имаме представници, јас како координатор ги представувам на сите колеги моментално сега тука. СКЕОР се уште останува во главна организација на Факултетот за електротехника и информацијски технологии, меѓутоа ние сме секогаш отворени за соработка и со другите факултети. Не знам дали ќе споменеме областите кои што се на конференцијата, меѓутоа може да видите дека и дури на нашата веб страна дека
толку различни области опфаќа нашата конференција, што буквално соработка може да биде со било кој и технички и нетехнички факултет. Па затоа е на некој начин и охрабрување за студенти кои што се од различни факултети, како што се Машинскиот факултет, Технолошко-металуршкиот, Градежен, архитектура, Финки, ПМФ, било кој од овие факултети, дури и од другите кои што би имале желба, значи студенти од други факултети кои што би имале желба да се пријават или да се вклучат како помагатели на СКИОР, може да го направат тоа без проблем. Ако може сега и двата да ни кажете кои се критериумите за учество на овие конференции? Кај нас критериуми за учество нормално се да биде трудот кој што се пишува во согласност со областите. Тука еве претходно ги спомнав, меѓутоа сега би ги набројала главните области на СКИОР, тоа се 5. Обновливи извори на енергија, енергетска ефикасност, автоматизација и мерење, електрични возила и енергетски ефикасен транспорт, енергетска ефикасност и одржливост на животна средина, нови технологии и материјали и енергетска ефикасност во објекти, градижништво и архитектура. Меѓутоа, покрај овие области прифаќаме трудови кои што нели се во областа на самото име во СКИОР. Се додека трудот е во областа на СКИОР го прифаќаме, меѓутоа она што е важно е да се напомене дека има правило дека само двајца автори може да се јават како писатели на еден автор на еден труд. Презентацијата препорачуваме да е на англиски јазик, затоа што имаме студенти кои што доаѓаат од други земји како што се Словенија, Колумбија, Грција, Португалија, Бугарија и слично. И апстрактот бараме да биде на англиски јазик, доколку трудот се пишува на македонски јазик, тогаш нормално и на македонски и на англиски. Меѓутоа и трудот, доколку кандидатот има желба, може да го пишува на англиски јазик. Ние како главна тема, бидејќи ние глобални климатски промени, организациониот одбор сме повеќе сродни факултети, значи како што ги наброев претходно, затоа одлучивме секој факултет да си опфати својата гранка од науката, односно ги опфативме влијанието на климатските фактори врз животните, врз земјоделството и врз флората. Така што како критериуми имаат право сите студенти, сакам овде да напоменам дека сите студенти од сите универзитети во Македонија, не само на нашиот универзитет Свети Кирил и Методи, односно студентите кои се на додипломски и постдипломски студии и студенти од докторски студии, а исто така може да учествуват и представници од академската средина, компании чија дејност е поврзана со тематиката на нашата конференција и така натаму, значи отворени сме и за нови идеи, нови теми во оваа област, така да секој е добре дојден да учествува на нашата конференција, само да биде во оваа област. Да, ако може сега да ни објасните за тоа кои датуми се битни да се запазат, односно до кога треба да се испратат, до кои се роковите за испраќање на апстрактот и на трудот и кога ќе се одржи самата конференција? Во однос на доставување или пријавување на конференцијата, најпрво е важно да се испрати пријава која што ќе го содржи апстрактот. Тоа може да го направат заинтересираните кандидати до 1 октомври, годинава нормално. Преку нашата веб страна, таму е поставена формата, доколку сакаат може да го отворат линкот преку нашите официјални профили на социјалните мрежи. Потоа потребно е да испратат целосна верзија на трудот до 15 октомври, нели според темплетот кој што исто така е поставен на нашата веб страна. А самата СКИОР ќе се одржува од 9 до 12 декември на видеокомуникацијската платформа Zoom.
Кај нас, значи 15 август е датумот за пријавување на учесниците на конференцијата, со тоа што ќе треба да ни испратат апстракт на трудот и еден месец после испраќање на абстрактот, односно 15 септември е датумот за испраќање на целиот труд, така што кои после завршувањето на конференцијата ќе бидат објавени во официјален зборник на трудови на конференцијата и после тоа ќе го чекаме датумот на одржување на конференцијата, така што планирани датуми ни се 29 и 30 октомври. Сега, во зависност од ситуацијата во државата, ќе одлучиме дали ќе биде онлайн, дали ќе биде преку Zoom платформата или ќе се одржува со физичко присуство. Тоа ќе бидат известени понатаму во текот на месецот. Јас се извинувам, меѓутоа тука само би се надоврзала на Јане, колегата ме потсети. ИСКЕОР секоја година објавува зборник со ИСБ на бројче, така што сите трудови ќе бидат исто така таму содржани. Кои се вашите очекувања од конференцијата? Бидејќи и двете конференции се занимаваат со области кои што се доста важни за општеството, а така кои се очекувањата кои вие ги имате, не само како координатори, туку како конференција за овие две конференции? СКЕОР се одржува годинава по 8 пат, затоа и се дозволуваме да се поставиме некои поголеми очекувања. До сега во повеќе наврати гости ни беа реномирани професори од земјата и од странство, како и експерти чија што дејност е во рамките на темата на СКЕОР. На овој начин колегите добиваат можност да истражуваат и да презентираат труд пред овие представници, но се надеваме дека така ќе се продлабочат контактите меѓу нашите учесници и бизнис секторот. За разлика од СКИОР, нашата конференција за прв пат е организирана на нашиот кампус, така што како прво главниот мотив за сето ова што го организираме ние да ја покренеме свеста не само на студентите, туку на сите граѓани за заштитата на нашата животна средина и создавање на мали, но вредни промени за успорување или стопирање на глобалните климатски промени, кои во иднина многу ќе ни значат. Значи, лично очекувам и верувам дека имаме амбициозни студенти кај нас, кои ќе успеат за време на овие кризни периоди да започнат со истражување во одредени области, кои ќе ги презентираат нивните резултати на нашата конференција. Веќе за тие што се во тек со нивните истражувања, само сакам да ги поздравам и да им посакам среќа и успех во работата. И за крај само би ве прашал, бидејќи зборавме тоа и со Ангела, зборавме и со Наталија и Рика претходно, која е важноста за научно-истражувачка работа на студентите според вас и зошто студентите треба повеќе да се вклучат во работата на овие конференции? Така, научно-истражувачката работа им овозможува на студентите сами да ги продлабочат своите знаења од темите кои што ги интересираат. Како идни инженери потребно да имаме познавање од повеќе различни сфери, но треба да имаме способност да ги препознаеме проблемите кои што се случуваат во нашата средина. А уште поважно треба да изнајдеме начини да ги елиминираме или барем да ги намалиме последиците кои што настануваат од тие проблеми. Факултетот кој што го студираме е насочувач, меѓутоа самостојната работа и љубопитноста се клучот до успехот. Која е важноста? Значи, научно-истражувачката работа на студентите ќе им овозможи продоблучување на нивното досегашно знаење што го имаат стекнато за време на овие години, така што, како што кажав претходно, студентите ќе имаат голема корист во нивната понатамошна кариера, ќе стекнат големи знаења од страна на нивните ментори и ќе се здобиат со нови контакти за нови идни соработки понатаму. Фала ви за гостувањето. Посакуваме успех на конференциите и ги повикуваме студентите кои сега не слушаат да се пријават и да земат учество на двете конференции. А сега ние ќе продолжиме со последното од интервјуата кои ги имаме спремни за денеска, а тоа се интервјуата со координаторите од студентската конференција за
студентската конференција за нутриција и студентската конференција на уметници и научници. Добре назад во најновата епизода на подкастот Јустинијан збори. Со нас денеска во последното интервју за оваа епизода се Деа Митева од студентската конференција на уметници и научници, како и Костандин Коџоман од студентската научна конференција за нутриција. Добро дојдовте. Добро ме најдовме. Како и со претходните конференции, со вас би почнало со прашањето која е целта на вашата конференција и нормално да ни кажете малку повеќе околу кратенките, што значат и што означува. Ајде, прво добар ден на сите. Јас сум Деа Митева, од СКУН доаѓам. Тоа е, како што кажа колегата, е студентска конференција на млади научници и уметници и научници. Главната цел е да се вмрежат трите факултети кои што се дел од оваа конференција. Тоа се технолошко-металуршки, јас сум од таму, природно-математички факултет и факултет за ликовни уметности. Главна цел е да студентите кои што се од овие три факултети се запознаат повеќе со тие интердисциплинарни науки кои што ги поврзуваат овие три факултети и да најдат некоја си основна база која што ги поврзува нив, а секако може да се вклучат и други студенти ако се најдат во овие области што подоцна ќе ги објаснам кои се, како се. И нашата област што најглавна се вика сознанието, вистина, законитостите на природата и всушност може тоа да секој човек што ќе учествува може да си го тумачи на свој начин, односно најприфатнена дефиниција е дека природата е таа која што ни ги детерминира како ќе ги направиме нашите иновации во човештвото, како би се развивала науката, односно ние гледаме идеи од природата и при тоа ги создаваме во нешто што може да го искористи човештвото. И тоа е некоја иновативност која што ќе ја најдат студентите, ќе сакаат да ја применат во оваа конференција, слободно може да се пријават, за да можат да си најдат тоа што ги интересира, да може да си го представат своето и тоа е главната цел, да има вмрежување помеѓу студентите. Океј, прво здраво на сите. Јас сум Костандин Коџоман од факултетот за физичко образование, спорт и здравје и во улога на координатор на конференцијата за нутриција. Прашате две работи, прво за кратенката и за нејзината цел. Јас прво ви кажал за кратенката. СНКН, односно студентска научна конференција за нутриција. Главната тема на оваа конференција е нутрицијата и таа е опфатена од повеќе аспекти. Ја избравме оваа тема поради нејзината актуелност и застапеност во овој модерен свет и бидејќи таа е дел од наставните планови на сите овие факултети кои учествуваат во нејзината организација. Факултети кои учествуваат во оваа конференција се медицинскиот факултет, фармацевскиот факултет, стоматолошкиот факултет, факултетот за физичко образование, спорт и здравје, а учествуваат и студенти од природно-математичкиот факултет. Сега целта, прва и основна цел ни е да се промовира науката помеѓу студентите на УКИМ, а и пошироко, и да се промовира научно-истражувачката работа и меѓусебна соработка помеѓу студентите и професорите. Значи, мрежување на поголем број на студенти и сакаме да ги издвоиме оние кои сакаат да работат во науката и исто така да ги искористат своите, да ги препознаат своите амбиции и да дадат свој придонес. Главен мотив беше желбата да се направи промена во размислувањето на студентите и нивното делување и да се овозможи поголема нивна вклученост во науката. Но областите на кои се фокусираат овие конференции, следствено на тоа кои се критериумите кои треба да бидат исполнети за учество во истите конференции. Бидејќи оваа конференција организираат голем број на поголем број на факултети,
голем е и бројот на теми кои може да се обработат. Самата нутрицијата како тема има стварно голем број на теми и области кои што ја опфаќаат и заинтересираните студенти може да прават истражувања од повеќе сфери на нутрицијата, односно ние студентите кои го организираме ова, се одлучивме да понудиме неколку теми. Сега дали сакате да ви ги бројам сите теми, бидејќи се стварно голем број на теми кои што може да се може една сублимација на неколку удари. Неколку, да. Значи тоа е поентата. Секој факултет си има понудил неколку теми, медицинскиот неколку, стоматолошкиот неколку, фармацевскиот и факултетот за физичко образование, спорт и здравје. Теми се исхраната, јавното здравје, исхраната и незаразни и заразни заболувања од медицинскиот факултет, метаболен синдром, интеракција на лекови со храна, суплементација, спортска нутриција и суплементација, исхрана кај рекреативци од факултетот за физичко образование, спорт и здравје, диететика, диетотерапија, тоа го опаќаат, мислам, сите. Значи, нутритивни протоколи, диети, технологија на храна, нарушувања во исхрана во гинекологија, исхрана и поврзана со од стоматолошкиот факултет со дигестивниот тракт. Значи има еден голем број на теми кои што дури јас не ги знам сите, јас можам да зборувам од оние кои што го опаќаат мојот факултет. Има стварно голем распон на теми на кои што може да се твори. Можам јас само да додадам дека студентите од технолошки факултет исто се може да бидат дел од на нутрицијата е доста актуелна тема за нас, прехранбените технолози, јас сум барем во тој смер на технолошки факултет. Па многу студенти имаат можност таму да го пренесат своето знание и истражување, доколку сакаат повеќе тоа да истражуваат, а тоа е храната и технологијата. И конкретно за нашата конференција СКУН, таа опфаќа од аспект на материјалите, како современи материјали и технологии. Тука се опфатени трите факултети, и природно-математички, и ФЛУ, факултет за ликовни уметности, и нашиот, со тоа што материјалите се актуелна област во сите три, а технологиите се пак за нашиот факултет, технолошкиот најбитни. Па тоа е како една голема област, а како подобласти се математичките науки и примената, физиката, хемија, географија, биологија, сето тоа се всушност, како се вика, областите што ги проучуваат студентите во природно-математички факултет, ама зашто не можеше некако да се склопи се во една област, беа поделени и тука спаѓаат сите тие теми кои што ги разглабаваат баш хемијата. Например, во областа на хемија може неорганска хемија, органска хемија. И тука многу е поопшто фатено, но сепак има за една цела, тоа е современа технологија и материјали кои што сметаме дека можат многу студенти да се вклопат во ова и да истражуваат на таа тема. Дали имаш друго прашање? Да, кои се критериумите за учество? Тука може да учествуваат сите студенти, значи не се ограничени само студентите од овие три факултети, а и тоа е за сите конференции, претпоставам веќе беше кажано. Сите кои што мислат дека нивната идеја и заинтересираност спаѓа во современа технологија и материјали и од таа област, може слободно да се приклучи, при тоа може да биде тековен студент на додипломски студии, на постдипломски, како и на докторски. Слободно може кој има желба, како за прва година отворени сме со помали стеги, како да кажам, за да дојдат повеќе заинтересирани, не ги ограничуваме премногу тие критериуми, но треба да има некаква академска основа за да може да учествува. Само да се надоврзам јас, ако може баш на тој дел, исто и кај нас, може да се вклучат сите студенти од додипломски студии, со тоа што студентите од додипломски студии
е задолжително присуството на ментор, односно универзитетски професор, тоа мислам дека е кај сите, додека кај оние што се на постдипломски, магистерски, докторски и дипломирани студии не е задолжително присуството на ментор. А друго околу, само сакав да докажам околу темава, значи тоа што ги набројав тие теми, тоа не значи дека мора да се твори на тие теми. Тоа е само некој патоказ за оние студенти кои што немаат се уште одлучено тема што да прават, само да ги насочи. А нутрицијата како поле е стварно обемно поле и има многу простор за научно-истражувачка работа и реално не можеме да ги опфатеме сите теми, така да ако некој студент има своја оригинална тема или нешто што го немаме тука спомнато, може слободно да си истапи со таков труд, се додека нели нормално ги опфаќа оние критериуми кои сме ги поставиле. Да, точно исто и кај нас е тоа и мора да се има ментор за да не бидат изгубени студентите. Тоа е единственото наложување од наша страна за да им се помогне во процесот на пишување. Да, ако може сега да ни кажете роковите кои треба да се запазат од идните учесници, односно до кога треба да се пријават и кога ќе се одржи истата конференција. Епа и за 20 е исто, и за сите конференции всушност е до 15 август за испраќање на абстракт, а до 15 септември е испраќање на целосниот труд преку Google формата што може да најдат во повиците на конференциите, тоа го има на официјалната страна. Не знам сега како да кажам, да посочам. И нашата конференција СКУН се одржува или онлайн или физичко присуство, не се знае се уште со ситуацијава, но ќе биде на 13 и 14 октомври во просториите на Технолошки факултет, а ако е со онлайн ќе биде Zoom, ама не се знае се уште. Ама тоа е 13 и 14 октомври. Значи јас само за датумите околу кога ќе се одржуваат, другото е исто, нели 15 август е за абстрактите и 15 септември за целосна верзија на труд. А нашата конференција би требало да се одржува 19 и 20 октомври. Нормално, дали ќе биде со физичко присуство или онлайн, тоа треба да видиме дополнително. Значи, се надеваме доколку биде со физичко присуство, ќе се одржува во просториите на Медицинскиот факултет 19 и 20 октомври. Да, инаку да може пријавите, мислам да може да ги најдат на официјалната страна на Facebook и на Instagram на Универзитетското собрание, како и верувам и на вашите страни на конференциите и на факултетските студентски собрания кои ги организираат, а плюс и ние ќе ставиме линк во описот, така што некој доколку сега го гледа може слободно да го провери линкот во опис кој што ќе стои во видео. Ја би ве прашал какви се вашите очекувања за конференцијата, бидејќи ако добро знам по прв пат се одржуваат овие две конференции, а така би ве прашал што очекувате сега и дали мислите дека конференцијата ќе продолжи и во следните години? Мене ми е особено голема желба, како и на целиот одбор, е да продолжи конференцијата и следна година и да биде годишно одржување, што ќе се одржува и ќе биде голем настан. За годинешнава конференција, што е прва, пробуваме да ја промовираме колку што може повеќе преку тие официјални страни на Instagram, Facebook и слично. Спамаме буквално на сите генерацијски групи на факултетите, за да им се даде на знаење на студентите дека постои нешто вакво, зашто претпоставам на сите им е ново и им е чудно, не дека ќе видат и одма ќе се пријават малце, ќе има сигурно мала доверба во дали ова вистински, дали не зезаат нешто или така малце чудно ќе им биде, па не верувам нешто да има преголем одзив, ама ќе биде што и да биде, ќе биде добар старт за да може да се претвори во ануално нешто, значи годишно нешто. Па нема да сум разочаран и да има многу помалце од колку што сакаме. Например, за сега имаме околу 10 пријавени или нешто така. Може личи како малку, но е сосема доволно добар старт за да може да започне од негде, па да продолжи се развива со текот на годините.
ќе се трудиме да биде голем настан и за следна година, па ќе видиме како ќе продолжи. Исто, како што кажа, се надевам, како што кажа Деја, се надеваме дека се ќе помине во најдобар ред. Мора да сме реални, како што кажавме, ова е прв пат да организираме ваква конференција и сите оние кои што сме вклучени во организирањето се надеваме на најдобро, се надеваме дека ќе помине во најдобар ред. За сега и позитивно сме изненадени од студенти што мислам дека има голем број што се заинтересирани и што полека се вклучуваат. Очекуваме ова конференција да привлече голем број на студенти кои ќе поднесат трудови и нели ќе придонесат во нивниот индивидуален развој, а и во развојот во полето на науката. Се надеваме исто така како што спомна Деја дека ќе прерасне во некоја традиционална конференција и дека секоја година ќе има помасовен карактер и подобра организација. Да, се е до студентите, ако сватат дека ова е нешто што може да ги доведе многу подалеку во животот, околку само да си ги пројдат факултетскиве години како едва и чекаме да дипломираме, нема многу да има излезност на конференцији, но ако сватат дека ова може да биде огромен бенефит за нив и тоа што ние сме организатори, се надеваме дека со тоа што организираме и што се трудиме, ќе добиеме ние некој плюс од ова. Значи, се е до студентите, ако сватат дека е убаво нешто да се учествува и да се надградуваш самиот себе, да знаеш како да напишеш академски труд, ќе биде голема конференција. Се надеваме дека тоа ќе се случи и ви благодариме за изминатото време и одговорените прашања, па се надевам дека и ви посакуваме успех на конференциите и се надевам дека студентите што слушаат сега ќе се одлучат да учествуваат како на овие две, така и на останатите 4 за кои што зборевме во оваа емисија. Ви благодарам уште еднаш и се надам дека после конференциите пак ќе имаме сите да ни кажете како поминале конференциите. Да, договор. Фала ви многу.